Дебатите околу изградбата на гасоводот на Водно по се изгледа не носат конечна одлука на ниту една од засегнатите страни. Имено, на втората дебата во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање, заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули изјави дека во јавноста постојат три дилеми. Дали ова има врска со Скопје, каков е статусот како заштитено подрачје на Водно и законските услови. Придобивките од гасоводот според него ќе дојдат до израз кога ќе се приклучат повеќе корисници, а со тоа ќе се намали и цената за испорака на гас до домовите. Во Македонија во овој момент искористеноста на гасниот систем што доаѓа од едно место преку една цевка, преку Бугарија кон Крива Паланка, е од 35 до 40%. Макрадули исто така посочи дека во Европската Унија се гради во заштитени подрачја и со средства од Европската Унија, а како примери ги наведе Словенија, Литванија, Германија и Данска. Од друга страна пак, невладините организации наведоа дека во Италија гасоводот со вредност од 2 милиарди евра бил стопиран поради постоење маслинови дрвја. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов потенцира дека прв пат во историјата на Скопје се дебатира за Водно на ваков начин, ако се земе предвид фактот дека жичницата, Милениумскиот крст, комуникацијската кула и патот кон Сончевград биле направени без консултација со јавноста. Според представниците на граѓанската иницијатива, го сакам Водно. Здравјето на луѓето е поважно од материјалниот момент или загубите на пари. Сметаат дека се прави манипулација со законските решенија. Има пропусти и се сечат дрвја на Водно.